Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот на вечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова е радиопрограма за овој час. Нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на слонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Вчера, како што знаете, беше задушница. Нека почиваат сите во мир и знаени и незнаени. Вечерашнава пак наша емисија, бидејќи навистина нема некои интересни вести од Македонија, затоа ќе биде пропратена со коментар на неделата во последните минути од вечерашнава наша програма, кое верувам ќе биде поинтересно од вестите што ќе ги дадевме. Меѓутоа ќе го откриеме и ликот на нашиот сонародник Митко Веловски од село Цапари. Но на самиот почеток еве и две жални вести. Не дочека да се зарадува за да го види со невеста и внучиња својот син, нашиот сонародник Коста Христов од Битола, кој почина на неговата 70 годишна возраст. Посмртните останки се изнесени во капелата Меквензи на Чърч Стрит и Хајвей 2 во Пикеринг Вилидж во Еджекс, а последна почит можете да му оддадете среда од 4 до 8 часот на вечер, додека пак опелото ќе се изврши во црквата Света Недела во 11 часот предпладне. Остануваат вечно да го жалат неговата сопруга Дафина, синот Бил, ќерката Дајана со зетот Баби и внучињата Димитар и Лија. Сочувство до фамилијата на починатиот Коста Христов и од името на радиоемисијата Глас од Македонија. Уште еден наш познат сонародник почина. Почина Тели Мариовче од село Армено-Ролеринско на неговата 84 годишна возраст. Овој наш сонародник, син на борец за слобода на Македонија, тргна по стапките на неговиот татко во Канада, уште со самото негово доаѓање како младо момче. Се активира со група македонци кои донесоа одлука за градење на Македонска православна црква Свети Климент Охридски, кој беше и еден од гаранторите со неговата сопруга. Председател беше на Организацијата Обединети македонци, како и на црковната општина Свети Климент Охридски и беше еден од најуспешните председатели. Почина, оставајќи вечно да го жалат неговата сопруга Лена, синот Павле, ќерките Мери, Френсис и Софи со фамилиите, како и 7 внуци Николас, Джордан, Тейлор, Арис, Александра, Шан и Индија и правнучето Джија. Посмртните останки на Тели Мариовче ќе бидат изнесени во капелата Heritage Funeral, а последна почит можете да му оддадете утре, понеделник, значи и вторник, од 4 до 8 часот на вечер, додека пак среда ќе се изврши опелото во 10 часот утрото во црквата Свети Климент Охридски. Сочувство до фамилијата на Тели Мариовче, а јас пак би рекла, Тели, ти благодарам на честитката кога довикна браво Драгице за минато неделниот коментар во што го дадов, а во вторникот кога го речето и кога телефонски зборувавме со твојата сопруга Лена. Па почивај во мир, наш македонски сонароднику Тели Мариовче. Стани, сестро, стани, брате.
Управата на црквата Свети Климент Охридски со председателот Влади Димитриевски женската секција ве поканува на уште едно чествување по повод патрониот ден на истоимената црква на 10 декември од 7 часот навечер во големата сала на Свети Климент Охридски. Со богато јадење и пријатни часови во игра и песна ќе ја поминете ова декемвриска ноќ. За резервации јавете се на телефон 416 421 7451. Да повторам 416 421 7451. Вторник е празникот Митровден. Нека е напомош и секој оној кој го носи тоа име, нека му е честито и вечно, меѓу кои и на мојот девер Димитар Белчевски. Да го чуеме прилогот. На 8 ноември го славиме споменот за светиот великомаченик Димитрий. По потекло од Солун, син единец, добиен по многу години молитвено богославие. Татко му на Димитрий бил војвода Солунски, па кога умрел, го поставиле неговиот син за прв човек на градот. Христоборниот цар Максимијан му порачал на Димитрий да ги гони и истребува христијаните, но новиот војвода не само што не го послушал царот, туку јавно го исповедал и го проповедал Христос. Кога слушнал за тоа, царот дошол во Солун, го повикал Димитрий и го испитувал. Војводата јавно и без двоумење признал дека е христијанин, го изобличил идолопоклонството, пошто бил фрлен во затвор. Знаејќи што го чека, Димитрий го предал сиот свој имот на ученикот Луп, за да го раздаде на сиромасите. По неколку денови биле испратени војници и Димитрий среде молитва бил избоден со копја. Неговото тело тајно го зеле христијаните и честно го погребале, пошто потекло исцелително миро, преку кое мнозина болни се излечиле. Неговите чуда се безбројни до овие наши дни. За многу години. Па уште еднаш нека е за многу години. А сега во продолжение од рубриката Профил да одиме и го откриеме ликот на нашиот сонародник Митре, односно Митко Веловски од село Цапари, Битолско. Во падините на Баба планина и на морската височина од 1010 метри, распространето е битолското село Цапари. За ова село околу името има неколку преданија дека Цапар значи јарец или козар, но исто така се спомнува дека името е добиено од некој си старешина Цапар или дивијак. Иако од градот Битола е оддалечено 15 километри, навистина ова село, како да е варош, како мало градче, во кое се наоѓаат и општествено и стопански објекти, како и амбуланта, пошта, дом на култура. Исто така, фабрички погон во кој се вработени и голем број од мештаните. Таму има продавници, па и ресторант. Селото Цапари го красат двете цркви, Свети Ѓорѓи и Свети Атанас, како и манастирот Света Петка, кој е и заштитник на селото, а исто така и селска слава. Многу од цапарчани се иселени во прекоокеанските држави, меѓу кои Канада, Соединетите Американски држави и Австралија, каде гласот во Австралија е многу силен за нивното родно место Цапари. Книга е запишано, во песна е опејано, тоа што се случило во село Цапари. 9 долги години свадба не се направи, песна не се запеја, оро заигра. Од жал за сите јунаци, храбро што загинаја, бранејќи го Цапари и Македонија.
Makedonija. Hiljadi askeri do Sardisale Capari, do teška borba neravna Gorica pari. 9 dolgi godini svadba ne se napravi, pesna ne se zapeja, oro zaigra. Od žal za svi te junaci, hrabro što zaginaja, braneći go Capari i Makedonija. Braneći go Capari i Makedonija. Во тие пазови на Баба Планина, во битолското село Цапари е роден Митре или меѓу сите нас познат Митко Веловски во 1950 година, меѓу двата сина и едната ќерка на Методија и Зора Веловски, исто така од Цапари. Бидејќи и ова битолско село се смета за едно од најпечалбарските, можеби и тоа беше причина за да Митко Веловски во 1970 година го преминува океанот, доаѓајќи во Канада кај својот вујко и војна Џани и Рада Николовски, каде и се вработува во нивниот ресторант, а потоа пак одлучи да го проба фабричкиот живот. Меѓутоа, како и секој ден, така и Митко Веловски сакаше да си створи фамилија, за да ги зарадува и неговите родители, што во 1974 година се жени за Виолета Роштанковска, исто така од Цапари, ќерка на Методија и Дана Роштанковски, каде се здобиваат со 2 женски рожби, Билјана и Елизабет, а сега се радуваат и на нивните 4 внучиња. Blaze zemlja što ja gaziš, ej devojko prekrasna. Mojta majka što me rodi, beše lična Marija. Mojta zemlja što ja gazam, rodna Makedonija. Ima jedna zemlja mila, bajca što me rodila, isto gordost makedonska, da ne zadovoljila.
Сите знаеме дека тугинскиот живот е тежок. Така и Веловски, знаеки за тоа, одлучи да ја проба својата среќа како самостоен бизнисмен, така да од 1988 година па се до денес тој е собственик на фирмата Garden Fence Center. Инаку, овој брачен пар, Митко и Виолета Веловски, познати се во македонската комуна, бидејќи се и активни членови на црковната општина Свети Климент Охридски, каде Митко и неколку пати е биден во управата, а пак Виолета во женската секција на Свети Климент Охридски. Присутни на многу историски настани, на банкети слично, но исто така и дарители парично на македонските православни цркви во Торонто и околината, исто така и во нивното село Цапари, но и на медиумите, меѓу кои и на радиочасот Глас од Македонија. Обично се вели дека мажот помалку зборува од жената. Токму во случајов со Митко и Виолета Веловски. Митко скромен по карактер и ретко зборува, но затоа пак делото негово го краси, а Виолета малку зборлиста, но не со лоши намери, зашто и таа, како и многу од нас, ја сака правдата, но морам да кажам дека како таква е обкружена со голем број на пријателки, зашто е искрена и директно ти кажува. Таа, како член на женската секција на Свети Климент Охридски, беше присутна да помогне за било која активност, како што е базар, бексел или било што. За Митко Веловски навистина има и што да се зборува. Како што реков, скромен, кој не сака никого да навреди. Кога помага, тој помага од срце со целата негова душа. Солиден во работата на својот бизнис, која е и негова одлика. Знае да биде почитуван од другите, како што и самиот тој почитува, но не дозволува никој да го погази неговиот посебно национален идентитет. Тогаш тој знае да биде и малку дрзок према таквите цивилизирани луѓе, зашто воспитан во македонски дух и со таква мисла продолжува горд на својот македонски народ. Но Митко и Виолета Руштанковски не застануваат тука. Таа нивна македонска мисла, тоа нивно македонско чувство го пренесоа и во срцата на нивните две ќерки уште додека беа мали, а сега пак и на нивните внучиња. Двајцата горди на двете ќерки и нивните фамилии, а истовремено и среќни и радосни што и тие станаа дедо и баба, а јас би рекла да доживеат и прадедо и прабаба да бидат, да дозволиме кога веќе сме речиси во очи на празникот Свети Димитрија или Митровден, па нека и ова наша емисија биде вистинска честитка за именденот на Митре Митко Руштанковски, но многу повеќе пак радости и желби од неговата фамилија, а посебно од неговите сакани внучиња. Неправди се пишани во книгите, многу мачени сме ние македонците. Црквата не памети, умови не камети, браќани се скрб, браќа со ножовка. Исправи се Македонијо, исправи се Годоки пред Балканот и кажи му се освестивме, Македонија е на македонците. Некој со пушка во бој, некој со книга герој, многу падна за мајка Македонија. Слушни ме мој народе, од Бога е аманет и пред обнови зли Македонија.
А сега, бидејќи е подолг вечерашниот наш коментар, да одиме токму со коментарот на неделата. Како што знаете, минатата недела во Благоевград, денешна Бугарија, велам денешна, зашто утре може би како држава нема ни да постои. Сепак знаете дека се отвори македонски клуб наречен на име на македонскиот поет и револуционер, роден во Банско-Пиринска Македонија, а стрелан во Софија заедно со Антон Панов во 1942 година од фашистичкиот окупатор, а тоа е народниот херој Никола Јонков Вапцаров, што за жал бугарската власт и понатаму си го работи своето окупаторско зло. Посебно врз македонството. Но пред да продолжиме околу македонскиот клуб, ќе ви се представам со една од неговите песни во поезијата која опишува ситуацијата во тоа време на неговата родна татковина Македонија, која е поробена од бугарскиот окупатор, а насловена е Земја. Ова земја по која чекорам денес, ова земја која ја буди ветер од мугра, ова земја не е моја, не, ова земја, простите, туѓа е. Наутро тргам по фабричен друм, безброј рубашки се ројат. Слејани сме со раце, со ум, но земјата не ја чувствувам за моја. Над мојата земја во пролет бликат зараци и водопади грмат од сонцето над неја. Ја чувствуваш длабоко ти неја за блиска и гледаш скоком безброј цвеќа раснат. Над мојата земја до небото пирин се дига, боровите в бура и линдински пак песни пеат. Над Охрид мудрината е толку просторна и сина, а подолу уште е светлиот брег на Егеот. Ке си спомнам само и крвта вмиг ќе јурне во срцето кое се топи во некаква нежност. Моја родна земјо, земјо лична македонска, поена со крв и лулана од бури. Бугарите решиле да не судат нас македонците во Страсбург заради како што велат дека правдата, односно измислените бугари во Република Македонија немат никакви права кои се за нас само изроди, а пак од друга страна пресудите што ги добија од Страсбург самите бугари многу пати за да им дадат права на македонците во таа нивна Бугарија, нити имаат со прс мрднато за да ги спроведат. Навистина не можам да разберам дали овие така наречени бугари имаат акал во нивната црпка. Додека македонците во Република Македонија гледат се што се прави од страна на предавничката влада на Ковачевски заедно со Пендаровски, гледаат пак како албанските партии во Република Македонија се пердашат, мислејќи дека ќе успеат се да поништат македонско и да не направат малцинство во Република Македонија и рачунајќи дека така ќе добијат поени од нивните албански жители, од нивното албанско население во Република Македонија, во кои навистина има честни граѓани, а македонците како да се под некоја хипноза, па и глуви и неми стојат без нивни реакции. Се разбира, има и исклучок. Но пред да одиме со темата на денот, само да надоврзам за она што минатата недела ветив дека ќе продолжам да зборувам за шкиптаре, кои по формирањето на албанската држава, после балканските војни се нарекоа албанци, им се креира нов тогаш јазик со зборови земени однадвор, но и многу македонски и турски зборови. Тоа беше во 1972 година со ортографскиот конгрес. Како што кажува Ханс Логар Штепан, се почна полека да се укинуваат сите различни писмени јазици во тоа време, со кои меѓу себе не се разбира, така да во комунистичкото време на Енвер Оджа 1972 година го направија тој нов албански јазик. Во друга прилика ќе зборуваме за албанците како посебна емисија, но да спомнам уште еднаш.
Поделени се тие на тоски кои живеат во Охридско, Струшко, Ресинско, Битолско, Прилепско, Крушевско, Велешко, а иначе тие беа наши македонци, а како што вели Западот, Словени, а сега се муслиманизирани за време на Отоманското царство, за да последните 3 до 4 децени се наречат албанци, иако беа македонци христијани, најпрво православни, а потоа католици. Арнаутите или гегите кои се во Кичевско, Дебарско, Тетовско и Гостиварско, тие се турско-татарско-монголско племе кои дојдоа со османлиите да се борат против македонците. Исто како што НАТО ги користи војниците од сите тие 30 нивни членови држави, да речам, во светот во војна, каде НАТО ќе намисли да направи војна, па таму ги користи и војниците од другите држави. За ваша информација да дадам дека овие геги или арнаути колеа, бесеа, сечеа глави на православниот народ, што дури султанот се љутеше на тие зулуми, исто како што беше и во време на Втората светска војна во тој западен регион. Благодарение на еден од најголемите познавачи на историјата на Македонија и пошироко, битолчанецот Ристо Ивановски, кој ме позајми со овој вистински материјал, а истиот го има преведено, како и многу други, над 100 книги на германски и се наоѓаат во архивите и библиотеките на Германија, еве една од разликите помеѓу тоските и гегите. Реков дека тие зборуваат 2 различни јазика, зашто се и 2 различни народа. Имено како што кажува генетичарот Кавали Сворца, дека е голема разлика со тоските. Овие црноморско-кавказски геги или арнаути, или како што ги викаат чекрези и татари, се со монголско антрополошки одлики. Имат потемен тен, потемна коса, подебело влакно, дури долг кавказски череп и заокружен татарски череп. Го носат исто така кавказското белокапче, кое масовно се носи во Албанија, поточно во Република Македонија, Косово па и Црнагора. Исто така со обичаи и начини на живење, исто како и на кавказско-црноморските простори, со ора, песни и нивни традиции. Но последниве години многу од нив се измешаа во браковите, исто како и овде во Канада. Но сега да се вратиме на двајцата наши македонци од Канада, Менче Остас од село Емборе Калјарско и Грек или Глигор Цанев од село Арменоро Леринско. Овие двајца наши сонародници кои несебично помагаат се што е македонско, како што е помошта на Цркњас, училиштето на македонски во Воден, на македонците во Мала Преспа, поточно списанието, овде на Комитетот за човекови права со председателот Бил Николов, на друштва, цркви, асоциации, како и на македонските медиуми, а Минче, колку што знам, помогна за оние кои изгубија нозе или раце во 2001 година, а тој ги снабди со протези. Навистина ретки луѓе кои ретко мајка вакви раѓа. И уште нешто ќе кажам, има и некои македонци бизнисмени што и тоа е за поздрав. Место парите што треба да ги даваат за такса на државата, некои од нив тие пари ги даваат од црквите. Меѓутоа пак овие наши несебични луѓе даваа и се уште даваат персонално од својот джеп вадат кога е во прашање националното, македонското. Пред околу една година, за да не пропадне издавањето на македонскиот весник во Пиринска Македонија Народна волја, двајцата наши македонци Минче Остас и Грек Цанев подарија по 5.000 канадски долари, односно 10.000 за цела година, а да не зборувам дека и претходно, што спомнав, континуирано помагаат со пари. Иритирани од она што бугарите ни наметнуваат како што се случаите за нивните клубови со фашистичките имиња во Македонија, овие двајца наши македонци повторно решија да донираат за да се отвори исто така македонски клуб во Бугарија со име на македонскиот револуционер, роден како што спомнав претходно во Банско, во тој дел на Македонија, кој беше со антифашистички идеи, а тоа е Никола Јонков Вапцаров. Со помош на Human Rights или Комитетот за човекови права од Торонто, знајќи дека комитетот ги познава прописите и законите во светот, стапја во контакт со Сдруженијето македонско во Бугарија за да се отвори овој македонски клуб.
Нив не им требаше да барат помош од други наши сонародници бизнисмени овде и пошироко. Со целата нивна душа, со целото нивно срце, оддадени кон македонизмот, не делејќи го никој од македонците било да се од Вардарот, Егејот, Пиринот или Мала Преспа, зашто сите македонци за овие хумани двајца луѓе се исто. Сите македонци без разлика од каде се нивни брајки и сестри се. Затоа можеби Минче Остас и Грегори Цанев се меѓу првите донатори кога се работи за националното, за македонството. Не велам дека нема и други, но мора и тоа да го кажам, дека овие двајца наши сонародници се многу пати спомнувани во многу нешта кои заслужуваат за голема пофалба и големо признание. Но што е она што Минче Остас и Грег Цанев преку Македонскиот комитет за човекови права во Торонто го крена моралот на народот? Надежта што македонците почнаа да ја губат, Минче пак и Грег, голем број македонци повторно ги преродија не само во Република Македонија, туку Пиринскиот и во Вардарскиот и во Егејскиот, па и во Мала Преспа. Им дадоа нова сила, нова енергија да се спротистават на неправдата врз нас, токму со храброста или потегот што го направија за да помогнат да се отвори македонскиот клуб Никола Јонков Вапцаров во Благоевград. Инаку бугарската власт прави големи препреки на народот македонски во Бугарија, веќе не се плаши од никој и ништо, зашто убеден е тој македонски народ дека позади нив стојат со илјадници македонци во нивна одбрана. Минче и Грег, дозволете ми да ви се заблагодарам доколку смеам и од името на нашата македонска комуна, а посебно од мојата фамилија, зашто само со слога, со помош и заедничко разбирање можеме да го победиме демонот. А вие, Минче Остас и Грегори Цанев, испишавте уште еден дел од историјата на македонскиот народ. Реков, имаме сега уште една радосна вест. Во Македонија почнаа да се јавуваат многу генијалци кои се прочуа низ целиот свет. Деца од 7 години, од 10, од 14, исто така детенце пред тоа кое го зедува во Словенија, а сега уште еден македонец роден во Гевгелија, Димитар Џундев, кој е некаде на околу 25 до 30 години старост. Основач на фирмата Генем, прва компанија за античка ДНК и палеогеномика во светот, односно со ДНК открива колку е стар народот. Во случајов тој може да открие, како што вели, и од времето на палеолитот или старото камено доба. Што за разлика од генетиката, тој изучувајќи ја геномиката влегува многу длабоко во сите гени на организмот, вклучувајќи го и мозокот, но прави и анализа на останатите функционални елементи на гените по регулаторните региони и така натаму. Така да за македонците тој е убеден дека се најстарите жители, што тој докажува и пред германската, британската, руската наука, кај скандинавските земји, и никој не може да го побие, зашто овој млад македонски интелектуалец со факти докажува. Западните држави, па и Русија, му понудија да работи за нив, но тој, поаѓајќи колку многу си ја сака својата татковина Македонија, одби да живее таму. Отвори фирма во Македонија, каде сака со тоа Македонија светот да ја запознае повеќе. Никој од државите не може да му се спротистави, зашто тој докажува, но има и уште нешто кој овој млад гевгеличанец, бидејќи му беше наредено фирмата да ја стави дека се наоѓа во Северна Македонија, тој го судеше Министерството за правда и одеше против Управниот суд на Република Македонија со помош на адвокатот Тони Менкиновски, истиот адвокат што е на Омо Илинден Пирин. Успеа да биде поништено решението на Министерството за правда, во кое беше забрането да се употребуваат порано терминот Македонија, туку да се става само Северна Македонија, што значи Северна нема да се употребува, нити било внатре во Република Македонија или надвор, значи од Македонија. Но како што вели генетичаров, тука не застануваме. Јас не можам со моето, како што вели генетичарот, со моето истражување на ДНК, каде македонците се најстар народ, мораме да го вратиме уставното име на Македонија,
Со така наречениот преспански договор, кој не е легален, исто како што не беше легално избран и Талат Џафери за председател на Република Македонија. Овде ова не е се што направив. Правната битка не е завршена со оваа пресуда што сега ја направив. Не се откажуваме. Одиме натаму се додека не го вратиме нашето исконско име, а во случајов значи уставното име, нашето име Македонија. Северна никогаш нема да постои. Тоа е само една измислица на еден човек кој го нема тоа право да го прави на мојот народ и мојата татковина, да ми го смени името, историјата и се што е македонско. Димитар Џундев е да ги поништи сите договори. За Џундев ќе зборуваме и во нашите наредни емисии, така да, мој народе, не треба да се разочарувате. Како што уште во 90-тите години зборував дека Македонија ќе си го добие своето заслуженото, што Господ Бог работи на тоа, зашто без Македонија нема ни трага да остане од оваа планета. Но важно е да се каже дека тој отворено пред светот кажува: можете да ја смените историјата како што и направивте, но не и гените. Во нашите вени тече историјата на Македонија од памти век па се до денес. Se stvoreni na zemlja su koreni, leče soke jademe, no jazik neke dademe, leče soke jademe, no jazik neke dademe. Makedonski, prostete
Našiot jazik je makedonski. Moknete za navek. Našiot jazik je makedonski. Našiot jazik je makedonski. Инаку, коментарот вечерашен ќе го завршиме со рефератот што во тоа време Никола Јонков Вапцаров го напиша и го прочита пред кружокот на македонците. Меѓу другото вели: на нас како македонци кои пишуваат ни е неопходна една правична емоционална сила што ќе ни раздвижи крвта, ќе ни раздвижи многу претопени чувства, многу спомени. Зошто ако последните години македонската револуционерна борба тапка во место, ми се чини дека причината е во недостиг на жива творичка сила. Ако тагуваме за својата татковина, ако во нас има капка македонска крв, ако во нас останала капка благороден патриотизам, сега треба да се впрегнеме, робски да се впрегнеме, за да поднесеме дел од одговорноста на едно дело и жестоко величие на една епоха. Ние треба да ја познаваме македонската историја и најмногу историјата на националното револуционерно движење Илинден, Гоце, Даме. Ние сме македонци, затоа и нашето творештво треба да биде во служба на македонската кауза. Почитувани слушатели, верувам дека ова порака важи за сите нас, не верувам, него убедена сум, затоа и ние треба да одиме по стапките и мислите на Никола Јонков Вапцаров. Kako
Помогнете ја радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи било со донации, реклами, честитки и слично да продолжи да се емитува и понатаму овој радиочас. Да спомнам дека сите вие кои имате пристап на YouTube можете покрај ова програма неделна што е на радио и во 8 часот секој петок како отворите на YouTube под The Voice of Macedоnia да слушате уште една нова емисија од самата радиопрограма Глас од Македонија. Управата на црквата Свети Климент Охридски со председателот Влади Димитриевски и женската секција ве поканува на уште едно учествување по повод патрониот ден на истоимената црква на 10 декември од 7 часот навечер во големата сала на црквата. Со богато јадење и пријатни часови во игра и песна ќе ја поминете оваа декемвриска ноќ. За резервации јавете се на 416 421 7451. Фирмата Недан Тим Рилистит, специјалисти за продавање или купување на куќи, дека е тоа така докажува нивната успешна 15 годишна пракса во бизнисот, било со куќи, фарми, бизниси, но и специјалисти за да ви овозможат на најлесен начин да добиете моргич доколку ви е потребен. Исто така, доколку реновирате, лисинг, купување или продавање на вашиот неподвижен имот, побарајте го Васко Недановски на 647 333 9628 или 905 877 8262. Дали сакате да купите ауто или да лисате од марката Volkswagen или пак ви треба поправка на вашата кола или некој дел? Тука меѓу вас е нашиот сонародник Васко Кајчевски. Телефонот е 416 725 6335. Квалитетот на колата од марката Volkswagen, што посебно го прави нашиот сонародник Васил Кајчевски, а за многу поволни цени е навистина загарантиран. Јавете се на 416 725 6335. И сите оние кои сакат да патуваат за Македонија, да спомнам дека моментално најефтините карти се со полската авиокомпанија. Јавете ни се на 647 780 6549. А за идната година, некаде во декември месец, верувам дека ќе добиеме специјални цени, па ќе ве информираме. И како што гледате, уште една емисија на Глас од Македонија завршува. Благодарејќи ви што и вечерва бевте со нас, би порачала да не заборавите да не слушате идната недела од 6 часот навечер на 101.3 FM, кога повторно ќе бидеме како гости во вашите домови, но ќе го дадеме ликот на нашиот сонародник Горче или Ѓорđ Андреевски од село Царедвор. Но исто така да кажам, слушајте и програмата кој можете да пристапите на YouTube под The Voice of Macedоnia в петок од 8 часот навечер. Вашиот уредник и водител Драгица Белчевска пред се ве повикува да одите за самиот ден Митровден од 10 часот наутро на богослужбата во сите македонски православни цркви, а исто така и ви посакува добра ноќ и пријатна седмица. Pokraj legema
родила.